Какви проблеми се соочи. Знам каква состојба затекна во Министерството за правда. Континуирано на дневна основа можам да кажам се координираме и соработуваме во делот на реформите кои што се многу важни, посебно во секторот правда. Но на што можев да го заклучам, а убеден сум дека се тоа ќе застане на овие два лични ставови, е дека секој има право на лош ден, па така да јас мислам дека тој лош ден и за едниот и за другиот заврши. Има ли проблеми со коалицијата на Карабари? Немам такво чувство дека има, напротив, имаме исклучително квалитетна соработка. Граѓаните да бидат сигурни, владата е стабилна, повеќе од 2/3 неофицијално, официјално 78 пратеника ја поддржуваат оваа влада. Граѓаните, според она што го гледам од анкетите, даваат поддршка. Огромно е позитивното мислење дека и Македонија се движи во позитивна насока и тоа представува за нас инспирација да продолжиме и понатаму да се движиме и да работиме. Со барање за минимална плата од 500 евра и зголемување на другите плати се само излезе на улица. Одлуката за минимална плата од 24.400 денари синдикатот ја смета за незаконска и побара да биде повлечена. Министерот за економија тврди дека бил обврзан да ја подпише таа одлука. Да си ги намалите вашите луксузни пратенички плати на минимална плата. Се додека не ги зголемите работничките плати. Зголемете ги платите затоа што немаме резервна држава. Ке си одите ви од Македонија, не ние. Верувајте, младиот работник, тинеџерот, за 500 евра не ќе ни да помирисна компанија да дојде да работи. На чекор сме до генерален штрајк во целата држава. Немојте да заборавите дека работник ве бира и дека многу лесно, како предходните, од удобната функционерска фотелја ќе се симнете на тврдо работничко столче. Со 1890 денари во управа и правосудство, 98% моментално вработени се под просек. Ако тоа не е срамота, не знам што е срамота. Замислите, ако не го објавивме ние до 31 март, ќе се блокираше целата држава, ќе се блокира целите институции и приватниот сектор не можеше да пресмета плати за нивните работи. Тројца од повредените од дискотеката во Кочани кои беа на лекување во странство се вратија. 20 од нив беа на лекување во Грција, а еден во Шведска. Најголем број од пациентите во странство и понатаму има во Србија и во Бугарија. Уште тројца повредени во пожарот во дискотеката во Кочани денеска се враќаат во Македонија. Двајца беа испратени на лекување во Грција, а еден во Шведска. Во странски центри остануваат уште 76 пациенти, најмногу во Србија, Бугарија, Турција и Грција. Во меѓувреме, клиниката за физикална медицина во Козле се подготвува да ги прими првите повредени на кои им е потребна рехабилитација кон средината на април. Од установата вела дека во тек е процес на едукација на персоналот со помош на СЗО и тимови од Англија кои се дојдени да помогнат и да го пренесат нивното искуство за најсовремените методи токму за изгореници. Рехабилитацијата воглавно ќе биде фокусирана на рехабилитација на изгорениците кои што се на кожата и секако изгорениците на респираторниот систем и целокупната едукација која што ќе биде направена тука, изборуваме за специфична, многу специфична едукација кога е во прашање третманот на изгореници, ќе биде токму дизајнирана за да се унапреди знаењето кое што го имаат нашите и физијатри, и физиотерапевти, и медицински сестри, за да имаме комплетен мултидисциплинарен пристап кој што ќе даде навистина квалитетни резултати во рехабилитација. Очекуваме, бидејќи се млади деца, да имаме целосна 100% рехабилитација, затоа што е исклучително важно во периодот кој што преостанува да бидат 100% функционални, односно да се врати оспособеноста на организмот на 100% онаква како што било и пред да се случи трагичниот настан. На клиниката ќе има и посебен дел за оние пациенти на кои им се потребни стерилни услови.
Ќе постои посебен дел за изолација, каде што ќе бидат сместени пациентите кои што се уште имаат отворени рани, каде што можноста за инфекција на раните е исклучително висока. Останатите пациенти ќе бидат сместени на оделенија каде што нема потреба од изолација. Вкупно во клиниката има 191 легло кое што може да бидат искористени и сме подготвени максимално да ги ставиме на располагање за сите оние кои што ќе имаат потреба од рехабилитација. Во однос на тоа како ќе се одвива рехабилитацијата во периодот кој што следи, се зависи од тоа на кој начин ќе се прави репатриација на пациентите во Македонија, по нивното враќање и во зависност од тоа каква е симптоматологија, односно тежината на симптомите со кои што е направена триажата, се испратени на лекување во странство. На болничко лекување во македонските здравствени установи остануваат 17 повредени, меѓу нив се и 6 пациенти во клиниката за хируршки болести, на кои им беа направени трансплантации на кожа. Александар Динев, Сител телевизија.